Зарифе, постелата ти е спремна, во другата соба. Благодарам. Не плаши се, Зарифе. Се ќе биде во ред, ти ветувам. Јас и вас ќе седиме тука. Ако ти треба нешто кажи, во ред? Добро. Тато? Тато? Јас одам. Морам да го најдам тоа куче. Мустафа, и јас ке дојдам. И јас доаѓам. Ти остани, Дилавер. Ќе ми бидеш тука потребен. Алекс. И себе си, и девојката ја ставаш во опасност. Зар имам поинаков избор? Сакам да направиш нешто за мене. Ке направам, Алекс. Ние утре ќе отпатуваме. А ти сакам да отидеш до дедо ми. И до семејството на Зарифе да им кажеш дека сме добро. Може? Добро. Пари имаш ли, Алекс? И имам за уште неколку дена. Земи ги. Не треба. Земи ги овие. Да си жив, брат. Добар ден. Ви благодарам, команданте. Бараме 20 рами, да не слушнавте или видовте нешто. Ништо не сме виделе. Во рета во близина има ли друго село? Така е, има уште едно на крајов на патот. Благодарам. Благодарам. Ајде. Капетан Джезми? Рамис Ефенди, Молам? се уште нема никаква трага од Зарифе и од Алекс. Ама не грижете се. Ке ги бараме се уште. Капетане Джезми, ќе можете ли да ги најдете? Доколку се живи, ке направиме се што можеме за да ги најдеме, господине. Некаква трага или глас, било што, најдовте ли? Трагите од крв и борба во колибата и вие ги видовте. Јас не мислам дека се убиени таму. Ама има две можности. Или арамиите ги зеле со нив и ги однеле на друго место, или пак им избегале и се спасиле. Се надевам се спасиле. Не грижете се. Ке продолжиме да ги бараме. Ви благодарам.
Тетка Фатма, те молам, не губи надеж. Слушна ли што кажа капетан Джезми? Можно е да избегале и ние на тоа се надеваме. И јас мислам така. Мислам дека избегале. Мислам дека се живи. Те молам, не губи надеж. Брате, ти благодарам за се. Не направив јас ништо. Господ напомош. Благодарам. Не грижете се. Ке бојдам кај родителите на Зариф и кај дедоти. И ке им кажам дека сте добри. Да си жив. Господе, те молам, врати ми ја мојата керкичка. Ако и се случи неизе нешто, не ќе живееме ни јас ни мајка и. И сестричките ќе се растажат многу. Господе, Господе, те молам, не оставај да живееме со таква болка, те преколнувам. Не го земај кулапчето од мене. Не го земај. Амин. Јас сум лекар од Рамис. Ти текна ли на мене? Ние мислевме дека Алекс си заминал од Песочен, ама не било така. Всушност живееле во една колиба на крајот на врвот на планината. Јас ова многу одамна го знаев. Не туку измислува Јагоп Ефенди, од кај знаеш ти? Се среќавале тајново во колибата, ама арамите ја нападнале и вела дека и двајцата ги убиле. Како е така? Што зборуваш, бе ти? На Рамис Ефенди му гореше душата. Види, кога ги пуштиле овие, бе? Не знаев дека ќе ги пуштат. Видовте, нели? Си ја најде овие белјата на крај. Кога се плеткаше со тоа момче и сега си го доби своето. Нели ние правевме греф? Нели беа невини, бе? Гледате дека се гледале? Тоа е нечесна девојка. Тарик, доста веќе. Зошто доставе? Тие цело време заедно биле. Ние не успеавме, ама Господ им ја даде казната. Во право бевме што ги тепавме, така? Ајде да си одиме. Ах, бе, Рамис. Зошто и се случи ова на нашата керка, Рамис? Не знам, Фатма. Господе, зошто ни го правиш ова, мил Господе? Не греши душа, Фатма. Господе, зошто и се случи ова на мојата керка? Рамис, јас не можам да издржам. Рамис, каде? Каде ни е керкичката? Каде е Рамис? Ако и се случило нешто, јас како ќе живеам? Здраво живо, луѓе. Добар ден. Бараме еден арамија по име Димитри. Човек со една рака и долга коса. Не сме го виделе. Со него има уште еден човек.
се вика Иван. На иста висина се. Ние ништо не сме виделе. Размислете убаво. Не, Добро, Мустафа, да се одиме. Доколку ги видите, дојдете во Песочан и да ни кажете. добро, капетане. Имајте убав ден. И вие. Убаво што дојдовме порано, ке си ги завршиме работите во Битоле, ке си се вратиме. Се согласуваш со мене, нели? Се согласувам, Джабар Ефенди. Бајтонџија, ти почекај на овде. Ајде, повели. Многу е убаво овде. Доста навечер ни влегува во куќата. Ни ги исплашија децата, ни ги врзаа рацете и устата. Ни ги земаа сите пари од идоа. Се што имавме земаа од нас. А колку луѓе беа? Видовте ли? Едниот беше со една рака и еден помлад од него. А кога си заминаа од Си тука? заминаа рано наутро. А каде тргна? Накај оној рит таму. Благодарам. И вие да сте живи. Да се жив. Си жив. Влези. Господине Кајмакам, дојде капетанот Джезми, сте го повикале. Нека влезе. Повелете, господине. А ти можеш да излезеш. Благодарам. Сте ме повикали, господине Кајмакам. Што е оваа работа со Алекс и Зарифе, команданте? Кога е првиот воз за Солун? Вечерва во 9. Во 9 ли? Да. Дури навечер во 9. Ќе купуваш билети или не? 2 билета. Дваесет. Благодарам. Тие двајца се од различна вера. Да не се збудалеле овие, а? Најверојатно се убиени од арамиите. Веднаш да престанете со потрага, команданте. Повлечете ги војниците. Но, господине, не сме сигурни дека се убиени. Може би пребегале на друго место. Може би се спасиле. Имаме многу поважни работи, команданте. Немам намера да го трошам. Ниту моето, ниту времето на моите војници за тие двајца нечестници кои не знам и не ме интересира дали се живи. Но, господине, Правете како што ви велам, команданте. Веднаш престанете со потрагата. разбирам. Може да излезете. А доколку се живи и се спасиле, Да, бидете сигурни, команданте. Ќе зажалат за тоа што се живи. Бајтер Ефенди! А што му е? Го најдовме утрово во дворот. Го кренавме и го донесовме овде. Изгледа имал удар. Нека е со помен, бајтер Ефенди. Како си сега? Ич не е добар, не може да зборува. Не може да зборува. Господе, помогни му. Би требало да се овде некаде.
Димитри, некој доаѓа. Ова не ли е внукот на млекарот? Да, Иван, а до него е оној капетанот што не бркаше. ваква прилика нема да имаме друг пат. Чекај, јас ќе дадам знак кога да пукаме. Добро, Јас ќе пукам во внукот на млекарот, а ти во капетанот. добро. Пукај! Ги најдовме арамиите. Треба да внимаваме, Мустафа. Може би се повеќе мина. Треба живи да ги фатиме. Добро. Ти оди од околу, а јас ќе ги задржувам од тука. Ајде! Фрли го оружјето! Фрли го оружјето! Каде е Зарифе? Каде е Алекс? Што им направи? Што им направи? Што им направи? Зборувај, бе! Што им Мустафа! направи? Престани, Мустафа! Ќе го убиеш, престани! Што им направи, кажи? Кажи каде се? Зборувај! Не успев да ги убијам. Избега. Мустафа! Во оваа чаршија имало многу бави работи, Џабер ефенди. Епа, како да кажам, нашето место е многу мало, господјо Бедија. Нормално е тука да има поголем избор. Има премногу убави работи кои вам ќе ви прилегаат многу убаво. Ај да си ми жив, Џабер ефенди. Сега јас велам, господјо Бедија, да продолжиме од овде надолу. И таму има една чаршија. Да поминеме од таму, ако сакаш. Може, Џабер ефенди, Добро. може. Чекај, застани, господјо Бедија. Оние што доаѓаат, како да се Алекс и Зарифе? Јас не можам убаво да видам, Џабер ефенди. Сигурен ли си? Да, тие се. Што ли бараат тие овде? Не знам, ама ќе да знаеме. Дојди со мене. Дојди. Што ќе правиме сега, Алекс? Сега ќе почекаме да се стемни. Може да испиеме по една лимунада. Може. Алекс? Зарифе? Што барате овде? Вас ме прашувам. Зошто не ми одговарате? Ние се заминуваме, Џабар ефенди. Што ви дочи тоа? Што велите вие, деца? Каде ќе одите? Нема никаде да одите, бре. Од дома ли сте избегале, деца? Џабер ефенди, децава избегале Да, од така дома? од дома избегавме, сега си Зашто одиме. никога ти велам? Нема никаде да одите. Џабар ефенди. Јас и Зарифе одиме далеко, многу далеко. Ве молам, немојте да не спречувате. Море ќе ве спречиме.
И нема да ве пуштиме да си одите. Така ли е, Джабар Ефенди? Така е, реков не и нема да одите. Джабар Ефенди, господја Бедија, не сакам да ве растажувам, ама ние си заминуваме. Реков нема заминување. Зарифе, Алекс, не знам што имате на ум, ама треба да разговараме. Мора да разговараме. Подосна направете како што сакате. Не ли, Бедија? Може ли, деца? А? Ајде. 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 Клекнете тука. Клекни! Сега не ви е смешно, така? Алекс, додека е време, откажете се од ова работа. А ти, Мури Зарифе, заре воопшто не помисли на мајка ти на татко ти? Кутрата Фатма, од тага ќе пресвисне жената. Арамис Ефенди, види, како можеш да направиш вакво нешто, Алекс? Како можеш? Не ли знаеш што му се случи на твојот татко во минатот, а? Паметиш ли, бре, дете? Да речеме, ајде не се грижиш за себе. Ама зарем не помислуваш на Зарифе? На незиното семејство, за не помисли на него? Како ќе живее Рамис Ефенди во тоа село после ова? А? Како ќе им погледне в лице на луѓето? Джабар Ефенди, ние повеќе не можеме да се вратиме. Сега сите знаат за нас. Ти подобро знаеш од мене што ќе ни направат. Чичко Рамис би сакала да умре ќерка му? А? Или да биде далеку жива и здрава? Ај, Бог да чува. Ах, бе, деца, бе. Ние сме одлучни, господјо Бедија. Немаме друг избор. Поздравете ги мајка ми и татко ми, Джабар Ефенди. Кажете им дека многу ги сакам. И многу ми е жал. И ти си тажна, а и сите други ќе ги растажиш. Вака ли се заминува, бе, деца? Додека е време, вратете се, деца. Еве, ние ќе ви помогнеме. Нам ни го почитуваат зборот. Ке зборуваме со нив, ке им кажеме дека сте млади и дека сте сгрешиле. Не ли е добро во што го кажав? А? О, Джабар Ефенди, ти побаво од мене ги знаеш нашите закони. И точно знаеш дека ќе не казнат. Каде ќе се вратиме? Јас ти ветувам, Алекс. На Зарифе ништо нема да й се случи. Нема никаква вест од нив. Мустафа замина и се уште не се врати. Јас повеќе не можам да издржам и ќе одам да ги барам. Ова ли е куќата на Рамис Ефенди? Да, а вие кој сте? Имам една вест за вас. Каква вест? Од Алекс и Зарифе. Вашата загриженост е со право, амбасадоре. Но ние не сме тие која започнаа војната. После Крит сега непријателите тргнаа кон нашата граница. Ги напаѓаат нашите села и градови. Ова е доволна причина за војна. Многу убаво ја разбирам вашата загриженост, но ние, сите држави од Европа, ги почитуваме целосно границите на Османлиската империја. Како што не го поддржуваме конфликтот во Крит, така и за ова ќе превземеме големи мерки. Амбасадоре, грчките бродови не спречуваат да испратиме храна и лекови на Крит, а вие не сторивте ништо за тоа.
Може би најдобро решение е вашиот народ да го префрлите на Родос и во Анадолија. Значи не велите да го напуштиме Крит? Ова исто како да не сум го слушнал од вас. Крит е земја која и припаѓа на Османлиската империја и нема да заминеме од таму, а доколку продолжи притисокот, ние имаме причина и ќе објавиме војна. Така да знаете. Намик, Ги фативме арамиите. Зарифе, Алекс, Велат дека не ги убиле. За жал вистината ја кажува. Затня муцката бе. Капетане! Капетане! Живи се! Чичко Рамис? А? Во Битола биле? Живи се! Мустафа, жива е Зарифе како и Алекс. Заедно се во Битола. Капетане, ве молам веднаш испратете телеграма да ги најдат. Ве молам, не чекајте. Добро, добро. Ајде. Заљубените сакаат да избегаат, а? Замолчи! Што се случува овде, капетане? Керката на Рамис Ефенди е жива. Во Битола се. Значи жива е, така ли? Живи се! И тоа момче ли е заедно со неа? А ти се радуваш на ова, Рамис Ефенди, така? Срам да ти е. Ама ќе видат тие. Носете ги одовде. Не, Алекс, ова не е нарно, не е. Зарифе, мила, слушни ме. Можеш да ме сметеш како твоја мајка. Не прави го ова, Керко моја. Немој. Послушај го зборот на постарите, Керко. Доста е веќе, доста. Субаво ви кажуваме, а вие не разбирате. Стани, Зарифе, одиме. Стани, ајде. Ајде, одите Джабар пред мене. Ефенди, остави ја Зарифе. А јас ви велам да се вратите. Джабар Ефенди, не ме присилувај да направам нешто што не сакам. Алекс, те молам. Ние заминуваме, Джабар Ефенди. Веќе е доцна. Немој да мислиш дека се плашам од смртта или од казната. Не се плашам. Ама без Алекс не можам да живеам. Ниту пак сакам да живеам. Разбери ме, Джабар Ефенди. Остави ме да си одиме. Војници. Не пукајте! Не пукајте! Не пукајте! Зарифе! Станете или ќе пукам? Не пукајте! Станете, велам! Кренете раце! Реков, кренете раце!
belden aşağıya. Suyumu da dökün boydan aşağıya. Aman ölüm zalim ölüm, 3 gün beraber. Al başımdan bu sevdayı, götür Господине, има телеграма од Битола. Тогаш што чекаш, прочитај телеграмата. Бегалците фатени се. Фатени се, така? Значи ги фатиле. Зарипе! Зарипе! Пуштете ја, Зарипе! Таа не е крива за ништо. Алекс! Зарипе! Пуштете ја, Зарипе! Пуштете ја! Не викај, не Зарипе викај. не е видовна. Ајде, замолчи. Зарипе не е видовна. Замолчи, ајде, тргни се. Taşını toprağını seller alasın. Taşını toprağını seller alasın. Чичко Рамис? Чичко Рамис, добро ли си? Мустафа, Чичко Рамис, знам дека не ти е добро, ама сакам да си одам дома. Господине, со вие младиве, што ќе биде со нив, а? Ке им се суди заради прелюба. Каква прелюба? Тоа не е можно. И во Песочан е јавено дека се фатени. Зошто, бре? Затоа што таму ке им се суди. Господи Бедија, сега како да му го пренесеме ова на Рамис Ефенди? Како? Како? Во право си. Па сега бидете поздравени, господине. Пријатен ден. Довидување. Ајде. тука не држат неправедно, Петрус. Знаеш ли? Нас не помилуваа. Зошто да ти помогнам, господине Димитри? Ти мене не ми се закани со смрт, а? Затоа барам помош од тебе. Ако ми помогнеш, ќе ти простам, да знаеш. Оди во Битола, таму е помошникот на Валијата. Оди кај него. Тој може да ни извади од овде. Ќе видам. Фатма, Кажи, Фатма, кажи, Рамис, кажи што се случи. јас ќе се качам горе. Фатени биле. Во Битола, на железничката станица. Сакале да избегаат за Солун.
Рамис? Рамис, зборувај. Живи се, Аха. ама сакале да избегаат. Како ќе го објасниме ова во Песочан? Како ќе им погледнеме в лице на луѓето? Сега, што ќе се случи? Како рекле, шеријатот без еден прст не боли. Што ќе биде сега? Дада Зарифе ќе се врати ли, дадо? Молчите, молам. Ќе ги расплачеш девојчињата. Ќе се врати, јагненце. Ќе се врати. Мамо, Вие одете си дома. мамо, ме слушаш? Јас што ти зборувам? Сега не можете тука да останете. Секој нека си оди во својата куќа. Вахиде, ти легни ги девојчињата. Нема да спиеме. Ти дали ме слушаш јас што зборувам? Цело време ќе ве мислам. Може би вака е подобро. Мајка ти би требало да остане малку сама. Ајде да одиме, Хатиџа. Утре рано пак ќе дојдеме. Ајде. Ние ќе ви спратиме, господја Меријам. Ви благодарам. Јас ќе ве стасам. Ајде, девојчиња. Вахиде, може ли малку да зборуваме? Емине, вие качете се горе, јас веднаш ќе дојдам, ајде. Вахиде, многу лоши работи ќе се случат. Ќе ви биде многу тешко. Чичко Рамис, така Фатма, ти, Хатиже, сите ние, сите ќе бидеме повредени. Товарот паѓа врз нас. Ние треба да бидеме силни. Да бидеме прибрани. Ќе треба да им помогнеме колку што ќе можеме, Вахиде. Знам. Зошто не успеа да побегнат? Ќе се спасеа. Зар ти го кажуваш ова? Целиот свет е против љубовта, ама сепак љубовта победува, знам. А не знам. Не знам што да речам. И многу сум милута на Зарифе. И многу ми е тешко за неа. Ах, бре, Хасан, и тебе те нема. Гледаш ли, Меријам, што нас најде? Сите сме расфрлани на сите страни. Аман, Хатиџа, не плачи, се искина веќе. Јас не плачам поради себе, да Меријам. Плачам за мајка ми, за татко ми. Татко ми како ќе ги погледне луѓето в лице? Мајка ми како ќе успее да го отргне ово од своето срце? Затоа плачам. Барем Хасан да беше тука. Не грижи се, брат ми кај да ќе пристигне. Не грижи се, хајде. Дали претходно се знаеше за врската на Алекс и Зарифе? Да, бато Ахмет, знаевме, ама никој не помисли дека ќе побегнат. Сите мислевме Алекс се заминат веќе одовде. Ама не заминал. Така е. Живеел во планина во некоја колиба. И таму се сретнувале со Зариф. Да не беше рамијата Димитри, немаше да се случат сите овие работи. Сигурно овие деца не побегнаа напразно. Да беше така, немаше да чекаа толку време. Да, во право си. Сигурно немале друг излез, затоа се обиделе да побегнат.
се плашеле да не се дознае дека уште се среќаваат. Намик! Хеј, што ме снајде со ова дете? Толку е темно надвор веќе. Намик! Намик! Ке ме полуди ова дете. Мустафа. И што правиме сега? Не знам. Најверојатно утре тука ќе ги донесат. И јас вечерва ќе одам во Битола. А утре ќе бидам со нив кога ќе ги префрлат. Тоа би било добро, Батахмет. Така барем ќе знаеме дека по пат нема да им се случи ништо. Да. Целата работа е уништи, Алекс. Се уништи. Алекс! Алекс! Намик? Зарифе е добра. Не грижи се. Ја виде ли Зарифе? Ја видов. Добра ли е? Добра е. Да не и направиле нешто? Не верувам, ама плачеше. Плачеше ли? Алекс, сакаш ли нешто да ја кажеш? Кажи на Зарифе. Кажи на Зарифе. Нека ми прости. Не може вака. Не може вака. Ние нема да можеме вака. Не можеме вака. Не може вака. Не е на овој начин. Фатма, дојди. Рамис Ефенди, Не Зариф го е... спомнува името. Јас веќе немам ќерка со тоа име. Зарем сакаш да се откажеме од нашата керка? Зошто сакаш да се откажеме? Зошто? Уште ме прашуваш? Да, те прашувам зошто. Зарем таа не е наша керка? Не. Добро, чија керка е? Моја керка е. А зарем не е твоја гулабица? Рамис Ефенди, многу добро знаеш дека јас им се спротиставував и на двајцата. Затоа што многу се плашев дека ова ќе ни се случи. Ама мојата керка е многу заљубена. Таа не сака да се откаже од љубовта. Јас како можам да се откажам од неа? Него го сакаш, нели? Намик? Намик, што бараш ти овде? Дојдов да те видам. Од каде знаеше дека сме овде? Значи и мајка ми и татко ми веќе знаат. Мислеа дека си мртва.
Многу беа тажни. Сите така мислевме. Подобро да бев мртва. Не зборувај така. Поради мене се случи ова. Прости ми. Не. Не е поради тебе. Него го сакаш, нели? Да. И тој тебе те сака. Исто како и јас и тој сака да му простиш. Господе, ти си сведок колку ја сакам Зарифе. Навечер јас ја успивав. Јас ја чешлав косата. Јас ја бакнував по образите. Ама таа нас не заборави. Без да помисли на нас. Господе, каква љубов било ова, се обиделе да побегнат. Биле подготвени на се, без да помислат на нас. Нас не оставија со наведнати глави. Што ме така, тогаш прости ми мене, Господе. Јас се откажувам од Зариф. Тато, Кажи, што има? јас нема да се откажам од сестра ми, тато. Иако ти се откажуваш од неа. И сите да се откажат. Јас нема да се откажам. Таа е моја сестра. Со иста крв. И твоја гулабица, тато. Нема да дозволам да те присила да ја заборавиш.